Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Спасението во Исус Христос. Христијанството започнува со јасна дистинкција помеѓу Создателот и созданијата. И бидејќи човекот сгреши против Бог, гревот како таков го одвои од Бог и се најде во робството на гревот, далеку од Бог, изгубен, залутан и заблуден. Затоа му е потребно ослободување од робството на гревот и има потреба од спасение. Исус Христос потврди дека луѓето се грешници, и тоа потполно грешници. Тој во своите проповеди јасно ни даде на знаење дека сите луѓе без разлика имаат проблем со гревот, кои не можат сами да се ослободат од него. Например, апостол Павле вели: сите се лишени од Божјата слава, или во други преводи, не ја заслужуваат Божјата слава. Човечките битија или суштества или луѓе од самиот почеток се настроени способни да вршат зло. Исус рече: она што излегува од човекот, тоа го прави човекот нечист. Зашто? Од натрешноста, од човечкото срце излегуваат лоши мисли, разни видови на блудства, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, околукаво, богохулство, гордост, безумство. Сите овие зла излегуваат од внатрешноста и го прават човекот нечист. Тоа е запишано во Марко или Евангелието според Марко, 7 глава, 20 до 23 стих. Почитувани, Исус често пати користеше споредби, за да му даде на човекот јасна слика за самиот грев и грешноста. Тој вели дека гревот е слепоќа, робство, темнина. Бог ги познава и ги знае сите човечки срца, сите мисли и дела. Па така, не може ниту еден грев да се скрие од него. Библијата учи дека Исус Христос умре токму за тие гревови на човекот или за човештвото. Да, за тие гревови, за сите нас. Исус рече дека дојде да служи и да го даде својот живот за откуп на мнозина. Тоа е запишено во Марко, 10 глава. Исус ја сваќаше својата смрт како жртва за гревот на човештвото. Неговата крв која се пролева за мнозина. Матеј 26 глава, 26 до 28 стих. Апостолите тоа го сватија како дека тој е жртва по мирница. И како таква жртва, тој се предава за човештвото. Например, Јован Крстителот го нарече Исус јагне, Божјо јагне кое го зема гревот на светот. Ова е запишено во Евангелието според Јован, 1 глава, 29 стих. И во севкупната негова посланичка месијанска мисија го препознаа како таков не само евреите, туку и самаријанците, па дури и ние денес кои веруваме. Но, сето тоа е благодарение на Светиот Дух, зашто без Светиот Дух ние не можеме точното учење и суштината на неговата наука да ја сватиме. Самото спасение што Бог го дава на човекот доаѓа само преку вера во Исус Христос. Преку смртта на крстот, Исус ги зеде гревовите на светот и со тој чин, тој го реализира делото на спасение како можност за сите. Исус рече: јас сум патот, вистината и животот. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. И се прашуваме, што е тоа Божји план на спасение? Затоа ќе си дозволам да те прашам, дали си ти гладен и дали чувствуваш вистинска глад и потреба за ова Евангелие? Нормално не мислам на физичка изгладнетост, туку дали си гладен за нешто многу повеќе во животот. Дали постои нешто длабоко во тебе, што не може ништо да го задоволи, иеко си се обидувал досега, барем на некој начин тоа да го искорениш од себе. Ако е така,
тогаш знај, одговорот ќе го најдеш во зборовите на Исус. Јас сум лебот на животот. Кој ќе дојде кај мене, нема да огладне, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедне. Ова е запишано во Јован 6 глава 35 стих. А пак во Матеј 4 глава 4 стих Исус вели: јас сум, односно човекот не живее од леп, само од леп, туку од секој Божи збор што излегува од неговата уста. Почитувани, гледаме дека Исус Христос е лебот на животот. Тој е леп, вистински леп, животворен леп, кој дава живот на светот. Но, може би, во тој момент сега, може би си збунет и конфузен, да речеме. Конфузен. Збунет. Дали се повеќе се убедуваш себе си дека може би никогаш нема да го најдеш вистинскиот пат или смислата на животот. Си се обидувал преку разна литература, преку филозофија, преку психологија да најдеш нешто за твојот живот, што ќе те осмисли, што ќе ти даде радост, што ќе те изгради и така натаму. Дали се повеќе може би мислиш дека светлата се гаснат, нема надеж веќе за тебе, а ти никако не можеш да го најдеш, да речеме, прекинувачот. Знај, ако е така, Исус рече дека тоа е патот. Тој рече: јас сум светлината на светот. Кој оди по мене нема да оди во темнина, туку ќе има светлина во животот. Ако во моментот се наоѓаш во мрак, во темнина, каде што сите светла се изгаснати, немаш надеж, Исус е твојата и мојата надеж. Читај за ова во Евангелието според Јован, 8 глава, 12 стих. Дали некогаш се чувствуваш како да си одвоен од реалноста на животот? Дали досега си се обидел да отвориш многу врати, а сепак отварајќи една по една, се повеќе си наоѓал празнина и безсмисленост? Бараш ли влез за исполнет живот? Ако е така, знај, Исус е патот. Зашто Исус рече: јас сум вратата. Кој ќе влезе преку мене, ќе се спаси, ќе влегува и ќе излегува и пасиште ќе наоѓа. Ова е запишано во Евангелието според Јован, 10 глава, 9 стих. Прекрасна надеж. Исус е светлина, Исус е патот, Исус е вратата и така натаму. Да видиме понатаму. Дали некојаш луѓето, например, околу тебе, пријатели, другари, те изневериле, те отфрлиле и сега си велиш: во никого веќе немам доверба, сите се лицемери, сите не чинат, остануваш сам. Но, ако е така, Исус не те изневерува. Дали твоите контакти со луѓето се површни веќе, беззначајни, дали ти се чини дека сите некако сакат само да те искористат, а ако е така, па ќе речам, Исус е патот. Исус рече: јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците, тоа се верните. Јас сум добриот пастир. Ги знам своите и моите овци ме познаваат мене. Ова е прекрасно ветување, што имаме ние добар пастир и добриот пастир се грижи за своите овци. Кој е тој земен пастир, кој што не се грижи за својата овца? Исус вели: ако една залута или заскита, тој ќе ја бара по планините и ќе ја најде и ќе рече на сите која ќе ја најде: радувајте се, ја најдов изгубената овца. И тогаш настанува радост. Колку повеќе кога еден изгубен човек Бог ќе го спаси и ќе се радува тој, сите ангели во небото, а и црквата. Дали се прашуваш често пати што ќе се случи после овој живот, кога ќе умреме, кога нема да сме на овој свет, по смртта? Дали може би сега си уморен да живееш и само за оние нешта може би живееш кои
односно те заморуваат сите нешта, знаејќи дека се распадливи и поминливи, а ти се мачиш со нив. Дали сакаш да живееш откако ќе го напуштиш оваа тело? Ако сакаш, ако е така, тогаш Исус е патот. Исус рече, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Го знаеме настанот со Марта и Марија, кога Исус рече, твојот брат Лазар ќе воскресне. Знам, Господи, дека ќе воскресне во последниот ден, но Исус рече, јас сум воскресението. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. Тоа е нашата надеж. Токму на овие стихови од Библијата, толку ме погодија на почетокот. Си реков, за мене има надеж, за мене има живот, тоа е Исус Христос. Не е чудо што апостол Павле рече, јас не живеам, туку Христос живее во мене, а тоа што сега живеам во тело, живеам со вера во Исус или Божиот Син, кој ме засака мене и си го даде животот за мене. Причината зошто чувствуваш духовна глад е тоа што го немаш можеби изворот на животот. Без Исус живееш некако во темнина. Исус може да ја отстрани таа темнина денес, токму сега, и да го задоволи копнежот на твојата душа. Исус е пријател и пастир. Тоа е живот без кој не можеме да живееме и да обстоиме. Замислете, Исус на своите ученици им рече, не ве нарекувам веќе слуги, зашто слугата не знае што работи Господарот, но јас ве нарекувам пријатели, нешто најблиско, нешто најинтимно. Библијата вели дека сите ние без Исус сме одвоени од Бог. Одвоени сме заради гревот што сме го наследиле од нашите прародители Адам и Ева. Почитувани, таа одвоеност го прави животот да биде празен и безсмислен. Ние сме создадени да имаме врска, контакт, заедништво со Бог, со нашиот Создател на душата, духот и телото. Гревот, меѓутоа, ни направи штета. Го уништи ова заедништво и затоа и страдаме. Затоа сме болни, затоа умираме, старееме, не чиниме. Таа одвоеност не е само во овој живот, туку може да биде и цела вечност, доколку не поверуваш во Исус. Но ако дојдеме кај Него со вера и покаяние, ова заедништво ќе се обнови и ќе станеме нови личности, наново родени од вода и дух. Како што Павле вели, зашто смртата е плата за грев, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Исус Христос нашиот Господ. Оној што ќе се наново роди, тој станува ново создание. Согласно она што го рече апостол Павле во 2 Коринќаните 5 глава 70 стих, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Како може да се реши овој проблем? Значи, Исус е патот. Тоа подразбира. Тој ги зеде нашите беззаконија врз себе. Исус умре заради нас. Во Римјаните 5 глава 8 стих. Тоа значи, ја презеде казната што ја заслужуваме ние. По 3 дена тој воскресна од мртвите, докажувајќи ја својата победа над гревот и над смртта. Зошто го направи тоа? Исус самиот даде одговор на оваа прашање. Никој нема поголема љубов од оваа, некој да го положи својот живот за своите пријатели. Исус умре за ние да живееме. Ако му веруваме и целосно му се предадеме, тој ќе ни ги прости сите наши гревови што сме ги направиле. Тој ќе го прости Адамовиот грев, тоа е наследниот грев. Тој ќе ги прости нашите лични гревови. Тој ќе прости се што сме направиле во минатото, сега и во иднината. И ќе не очисти од сите наши гревови, минати и сегашни. Тогаш нашата духовна глад ќе биде задоволена, светлото ќе се запали, ќе имаме светлина во животот и ќе имаме исполнет живот,
što reče Isus, dojdov da donesam život vo izobilije. Tje go poznavame našiot prijatelj Isus, koji je najdobar pastir i što je najvažno, štom sme sigurni, deka štom tje umreme, tje voskresneme i tje otideme kaj nego. Togaš tje živejeme vo sloboda, koja je vistinski dar za sve koja spasena duša. Zašto Bog tolku go vozljubi svetot, vo toj svet spadjam i jas i ti, što go dade svojot jedinoroden sin, to znači stana čovek zaradi mene i tebe i se predade na krst kako žrtva pomirnica za našite grevovi. To je Isus Hristos. Ta sekoj na ova planeta koji veruva vo nego, da ne zadjene, da ne otide vo pekolot, da ne otide vo ognjenoto jezero. Tuku da ima večen život, to znači da otide vo rajot, vo večnost, kada što će bide Isus vo njegovoto carstvo. To je zapišeno vo Jovan, 3. glava, 16. od stih. A sami od stih, kako stih, glasi vaka. Zašto Bog toliko go vozljubi svetot, što go dade svojot jedinoroden sin, da sekoj što veruva vo nego da ne zadjene, tuku da ima život večen. Neka mu je slava na Isus Hristos vo site vekovi. Amin.